Почитувани, дали Иван Пешевски е гласен синдикалец затоа што зема 80.000 денари плата? Синдикалците на батерии се прочитани. Според информациите кои до нас ги доставија свиркачи од ССМ, на кои ме прекуглаво злоупотребите на Трендафилов и Пешевски, овие двајца дебело профитираат. Имено, според информациите кои ги добивме, платата на Пешевски, кој деновиве глуми загрижен синдикалец, е 3 пати поголема од минималната. Додека ги лаже работниците со минималец, Иван Пешевски за 4 месеци заработува колку тие за цела година. Но тука не застанува лицемерието на Иван Пешевски. Тој во 2024 и првите 2 месеци од 2025 година остварил и приходи по други основи со договори на дело и заедно со платата инкасирал 1,3 милиони денари. Преведено во минимални плати, Иван Пешевски, кој ги лаже работниците за минималец, лани земал пари колку еден работник од неговиот синдикат не може ниту за 4 години. Демаскирани се синдикалците на батерии Слободан Трендафилов и Иван Пешевски. Нивните игри се прочитани и никој не им верува. Почитувани, до Центарот за комуникации стигна прашање во прилог одговорот. Наместо да ја поздрават акцијата на МВР и да научат како државата мора да ги победува тие кои ја злоупотребуваат, СДС како дете на кое ништо не може да му се погоди, само реагираат колку да кажат нешто, а во недостаток на автентична политика и конкретни и реални решенија. На СДС не му сметаше тоа што Дуи владееше со улиците во Скопје и што заедно со мафијашките кланови кои сега се зад решетки хара и уништува животи низ главниот град преку рекети, дрога, убиства и лихва. Тогаш СДС молчеше и соработуваше со нив, но сега им смета тоа што се апсат сите кои несовесно се однесуваат во службата. Вакво лицемерие ниту имало, ниту ќе има. Токму затоа и поддршката на СДС е не цели 7%. Ако не апси МВР лица блиски до ВМРО ДПМН, тогаш СДС обвинува за селективност. Ако апси МВР блиски до ВМРО ДПМН, тогаш СДС обвинува нешто друго. Човек крај не може да им најде на овие луѓе, но тоа нема да не поколеба да водиме безкомпромисна борба против корупцијата и злоупотребите, што се рак рана на македонското општество и што како начин на однесување е сериозен проблем за институциите, надграден и усовршен од СДС и нивното последно 7-годишно владење.